Најсиромашните граѓани немаат решение за високата цена на струјата, а тие ќе влезат во уште поголеми проблеми доколку државата не им помогне. Правиме се нивниот проблем да биде на ниво од нивните можности. И наместо директно да бидат субвенционирани, секако дека и преку блок тарифите може да им се изнесе во пресек. Сега не може ист да биде товарот на некој домаќинство кој зема минимална плата или пак два членови од таа домаќинство земат две минимални плати и некој кој има милионски суми. Од друга страна, поедини јавни предпријатија, општини и други правни субјекти се обидуваат да го манипулираат системот и за себе да обезбедат покомотни цени за струјата. Јас јавно кажав и дадов примери на граѓани и бизнисмени во нашата држава, вклучувајќи компании кои го злоупотребиле законот за енергетика, се со цел да преминат од слободен пазар во регулиран пазар и обврската за плаќање на електрична енергија да им ја префрлаат на новата фирма како подружница што ја отвориле, а тоа прави штета во цената и во грбот на граѓаните кои се во регулираниот пазар. Тоа за нас нема да биде дозволено. Инаку од 1 јули струјата ќе се плаќа во 4 тарифи, според потрошувачката. Најмалку 7,72 денари за киловат час ќе плаќаат оние кои трошат до 210 киловат часови во така наречената висока или скапа зона, а најмногу 17,47 денари за оние со потрошувачка над 1050 киловат часови.